Добар ви ден на сите, почитувани новинари, ви благодарам што дојдовте во волкав број. Како што знаете и самите, повод за оваа пресконференција е престојното трето поред издание на фестивалот Охрид Колинг. Настан кој привлекува навистина масовна публика од Македонија, од целиот регион па и пошироко. Годинава го имаме третото издание, почнавме во 2016 со навистина водечки имења како Ники Ромеро, Lost Frequencies, Prodigy, Aldi Meola. Следната година беа Hardwell и Afrojack, па и Бело дугме. За оваа година да имаме навистина актуелни водечки имења од светската електронска сцена на 1, на 2 и на 4 август. На 1 август ги имаме водечкиот тандем, моментално број 1 во светот, Димитри Вегас и Like Mike. На 2 август ги имаме Роджер Санчес, Джекс Джонс, а на 4 август ги имаме ветеранот Армин Ван Бурен. Интересно е оваа година што навистина имаме лајнап од светски артисти, од десетина земји, од Нью Йорк, од Норвешка, од Данска, од Белгија, од нашата Македонија и така натаму. Фестивалот навистина, како да кажам, веќе го познава и целиот свет, привлекува доста туристи од секаде од светот. Не би должела многу, би го повикала колегата Денис на збор и потоа представникот од општина Охрид, господин Матиле. Од мене огромна благодарност. Се дружиме точно со вчера Ивана дека провери дека лани исто на овој ден, еден ден порано имавме пресконференција за ланскиот Охрид Колинг. Можам да кажам се да ова година сте уште побројни као медиуми, што на наше огромно задоволство сум уште една потврда дека Македонија добива, не само Македонија, него и Балканот добива еден фестивал, ивент, за кој што можам слободно да кажам дека многу ревиери, не само на Балканот и во Европа и пошироко можат да позавидат. Охрид добива очигледно фестивал со кој што можеме слободно сите да се гордееме, да не ги се враќам назад на Ивана што го кажа, кој до сега дошол во Охрид и верувам дека тука нема да застанеме. А оно што последно ние као оваа продукција некако се борим уназад многу години да го надминеме, а тоа е дека конечно тој мит за Лени Кравиц, дека бил најголем ивент во Македонија на сите времена во Охрид, да го победим, така да кажам. Едноставно се знае, Лени Кравиц може да се победи само со големи имена и еве последниве 2 години, а и оваа година Охрид Колинг фестивалот ветува. Вие сами добро знаете кои се артистите кои што ги гледате позади мене. Врвни артисти кои што може да ги најдете на сите светски фестивали као хедлайнери. Уште не ще кажам, чест ни е како Авалон продукција што ова приказна продолжува. И секако не се морам да напоменам дека ова приказка не би продолжила нормално ако тука не е помошта која што добиваме од нашите спонзори, а кога се дека да кажам ајде така на тој штерен нормално дека локалната самоуправа е нешто што мора да го помогне на некој начин, како да звучеше мора, да го помогне, затоа што стварно имаме артисти кои што заслужуваат таква помош. Благодарност уште еднаш од мене до вас као медиуми што во се поголем и поголем број не пратите. Само можам да надополнам, интересот за фестивалот е фантастичен. Значи оваа година за прв пат до лани за фестивалот продававме карти на локалните тикет сервиси и на балканскиот ивенти. Оваа година за прв пат се јави Ивенти Европ, кој што побара карти за овој фестивал и тоа е стварно нешто фантастично, не само за Охрид, него и за цела Македонија. Очекуваме до сега имаме продажба во најмногу Белгија, Холандија, претпоставам ради изборот на артисти кои што доаѓаат од таму, али имаме и во Англија продажба, Италија имаме продажба, а Балканот цел комплетно. Не би должел повеќе. Браво на сите, пред се ми особена чест и задоволство да го најавиме еден од главните настани кои ќе се случуваат ова лето во Охрид, тоа е Охрид Колинг, но исто така да ви изразаме едно големо задоволство и чест и со цела таа програма која како општина ја обезбедивме во текот на ова лето како главна кампања сите во Охрид да ни се случуваат сите овие настани. Гледавме пред се да имаме широка и богата понуда која ќе ги задоволи сите вкусови и за сите возрасти. И се надевам дека
ова традиција ќе се продолжи понатаму, ќе си одржи својот квалитет и се радувам на фактот дека едни од главните, не знам, звезди во овој момент гостуваат во овој момент во Охрид. За наредната година локалната самоуправа исто така има идеи и насоки во кои би се движеле сите овие концептни активности, овој концептен туризам и благовремено јавноста ќе биде информирана на кој начин ќе ги најавуваме работите. Пред се сакам да знаете дека кога се букираат некои артисти, потребно е многу време, понекогаш пат една година порано да се договорат сите датуми и имаме на еден начин среќа и късмет што ова година имаме стварно квалитетна и топ понуда. Се надеваме дека ќе работиме на тоа и наредна година да можеме туристичката сезона да ја продолжиме, не само во Шпицо да ни се случуваат вакви настани, туку и пред и потоа, со цел продолжување на самата туристичка сезона. И исто така многу битна работа во однос на не само во концептен туризам е начинот ние на опијање како домакини на цела ова да не речам концертна промоција на сите настани, кога секој треба да се го најде своето место во смисол и гостопримливоста и на автобуска, и на аеродром, и самите гостители, кога сите ќе му посакаме добре ден на сите гости кои сакаат да бидат дел од кога во најзначајнава наша кампања сите во толку од нас. Дали имате прашања? Нема. Ја би додал само уште интересно може да приметите, веќе од вчера е стигната опремата на градскиот стадион во Охрид. Повторно носиме излезе лани интересен податок дека прошла година во Охрид поставивме за 10 квадрати поголема бина од Екзит фестивал Мейнстејдж во Нови Сад. Оваа година сакаме да услушиме и тој рекорд. Тоа се податоци кои не се лажни, тоа едноставно со колегите од Екзит си го потврдивме. Едноставно на стадионот се мести опрема од вчера веќе е почната. Тоа ќе видите сами, секој еден присутен на фестивалот ќе види дека се работи за грандиозна сцена која што до сега не ја немале на ниту еден наш ивент. Најсовремена технологија, пиротехника, светлосни ефекти. Пиротехника има толку многу да не знаеме ни самите колку има пиротехника, има премногу. Нарочито последната вечер кога настапува еден од најголемите имена на светската музика, Армин ван Бурен, предвиден е огромен огномет и пиротехника. Ако нема прашање, повелете. Приватно, малку сте изненадени, Иван го работи тој по спиталите, повише знали, во принцип се работи, некој кој би го погледнал тоа би изгледало страшно многу, али кога се работи за вакви звезди, ние навикнати сте дека тоа е најнормално да се направат услови, тоа се звезди кои што секојдневно настапуваат на сите светски фестивали во светот и се сигурно дека не можеме да ги пречакаме со сендвичи и со сок, така да во принцип гледано најнормални арена за вакви имена кои што ги имаме. И да се испочитуваат рајдер листите, ние сме меѓу другото и потоа доста професионални, гледаме се што барат да им сполниме до последно. Не само во тие приватни барања, најважното што е да имаме продукција по рајдер. Тоа е оно што е најтешко кога правите еден фестивал во 3 дена, да мора да имате за различни артисти големи различна продукција и тука работат минимум 120 души работат на стадион, да секој ден тоа се преправа за следната фаза. Тоа е нашиот тежок дел, мора да се направи. Претежно одат по некои 24 сати се задржуваат од сегде во светот. Сега е главна сезона на фестивали и сегде овие звезди се најпотребни за хедлайнери. Да, само тоа не смееме да ги кажуваме, некаде се сместени или кога доаѓа. Ние како општина сакам да ви напоменам дека многу ме радува фактот дека стварно ексклузивни звезди доаѓаат ова лето во Охрид оваа година и нивото, реномето на самиот град и
понудата која нудиме е стварно изворена и се надеваме дека и наредната година ќе биде на исто високо ниво и се надеваме дека оваа традиција ќе луѓето со време ќе ги планираат своите одмори за да доаѓаат во Видовте пред некој ден, Цукера се сликаше на Самуилова твора, беше воодушевен од градот. Тоа најде доволно време во сите оние проблеми што имавме со префрлање на концертот, али каква звезда кој што се шета низ Охрид и ставува слики на Инстаграм, воодушевен од градот, стварно причина за нас огромна задоволство. Исто така и концертот на Масимо Савич. Беше стварно изворено доживување за сите вкусови, за цела публика. И се надеваме дека и другите концерти ќе поминат во најдобар манера на задоволство на сите. Така е, после Охрид Колинг следи. Морам наистина да кажам, ако некој голем проблем има продукција во Македонија во организација на концерти, тоа е токму тие концертни простори. Вие добро знаете, ние во Скопје работиме концерти во Арена Борис Трајковски, тоа е сепак спортска сала. Али тие со условите се надеваме дека кога и дај ќе се направи таа фамозна концертна сала, ја изгубивме универзална сала, што представуваше за нас стварно голем проблем за артистите, али полека, мислам дека ќе се среди тоа да стварно имаме концертен простор со кој што можеме да се гордееме сите и да престранските продукции немаме воопшто проблем, кога треба да им објасниме дека правиме концертна спортска сала, но добиваме некои малку негативни поени, али со многу работа успеаме на крајот да заминат и турменаџерот и продакшн менаџерот на Цукеро на крај беше воодушевен дека сепак направивте апсолутно. Тоа би било генијално за нас, мислам, во секој случај. Благодариме. Благодариме. Што